Како го оценувате сега, од кога се вративте вашето евровизиско искуство? Па, мене ми е познато, како и мои концерти кои се одржуваат со големи настани, многу фестивали кои сум наступувала по Европа и во светот. Така да, за мене е овој најнормално. Сите вика, леле, колку ќе се измачиш, колку ова, колку оно. За мене беше нормална работа. Мислам, најнормално е, мојот организам е научен да се малтретира, а не да ужива, уствари, као човек, као уметник. Така да јас цел живот патувам, цел живот се малтретирам, само за оно време кога треба да искочам на позорница да испеам нешто. Имаше различни размислувања и се уште ќе ги има и во иднина. Сигурно. Дали представувањето на Македонија на Евровизија треба да се случува или е тоа само попусто трошење на пари? Да ви кажам нешто. Може да се каже дека е трошење на пари, но тоа трошење на пари имаше над 120 и нешто мои изјави со многу пресконференции кои сум ги дала и која бев најтражената личност за прес, да ме поддржат луѓето. И можам да ви кажам дека Македонија тука доби многу со мене, затоа што јас сум кажала уствари вистината. Не сум ни додала за Македонија, ни одземала нешто за Македонија. Она истината сум си ја рекла, као што е вистина, сум пеела на ромски. Тоа е едина држава која до сега на Евросонг е дозволила да една ромкиња пее на ромски јазик, на свој мајчин јазик испее на Евровизија, а Владко, мислам Лозано, да испее на македонски. Каков е вашиот став кон хомосексуалците? Па јас морам да ви кажам, се што е пунолетно, ја баш сум демократична као човек, као жена. Јас се сеќавам во Амстердам сум пеела во Краљевската сала, каде градоначалникот на Амстердам правил е свадба у таа сала, ги оженил пар со машко и машко, женско со женско и машко и женско. Значи 3 пара беа венчани у моје присуство док јас сум пеела, нали? Жена сум која го пројдов целиот свет, ја немам против ништо према таа определба, луѓето што ќе се определат. Штом се пунолетни, они си одговарат за себе, секој може својата определба да си ја сам каже. Јас сум многу демократична као човек, а во истина и се дружам со многу геовци, пријатели, имам доста и многу ги имам пријатели, сегдека во светот. Би им се одзвале ли, например, на повикот на тукашната македонската ЛГБТ заедница, која што наводно имаше знамења тука во близина на вашата куќа, ако ве поканат, например, за нешто? Кога имале знамења, ја не сум ги видел. Имало надпис ЕСМА, ние сме тука и тука ќе останеме. Па, а каде? Каде е тој надпис? Ја не го видам нигдека. Тоа можда на интернет се го направиле, наместиле се. Сега на интернет може да направиш се што сакаш. Пред моја куќа никој не е дошол, затоа што знаа дека сум многу демократична и дека сум жена која ги разбирам секој човек. Ја животно сакам, секој го сакам, а камоли луѓето кои имат своја сама определба, што сакат да бидат во животот, дали да се мажат, или да се женат, или да не се мажат, или да живеат жена со жена и тоа нашето правителство ќе си тоа договори дали ќе одобри такво нешто во Македонија, тие бракове. Еве сега слушам преко CNN, кога бев баш тамо во Малме, гледав на телевизија, во Африка се бунат исто африканците, сакат бракови да си решават жени со жени, маж со маж, да биде тоа легално. За мене е нормално секој да си тражи оно што сака да се определи и ако го добие, зашто да не. Пред да заминете на Евровизија, имаше една информација, нели, поради променувањето на песната и на спотот. Имаше информација, вие кажете колку е тоа точно, дека повеќе сте сакале да бидеме представени со песната Империја, значи со онаа претходна верзија на македонско нешто, ние направивме скоро 3 верзии од песни, една од тие и Империја била. Што не е влегла Империја да отиде, има стручни луѓе кои се повеќе биле за
песната Еве што ја представувавме сега, нали, пред да се раздени. И ја мислам тука баш покажав и глас, покажав све, покажа и Лозано многу убава интерпретација, достојно сме ја уствари на едно високо ниво сме биле третирани тамо во Малме, ово морам да кажем. А што не влеговме, тоа е друга работа. Ние знаеме дека е све бизнис. Јас во бизнисот сум 55 години и го знам дека треба пари да би победил човек или да Има ли влезе политика во тоа? Па има политика, како нема политика, што одиме да браниме боите на нашата земја е веќе политика. Затоа што нашата земја исто плаќа учеството наше, што учествувавме ние тамо. Секоја земја си плаќа. Замислите по број на ништво се плаќа тамо. Оваа година Турција си откажа, затоа што сакат да бидат у првите 5-6, да не се такмичат повторно, затоа што требале би да дадат околу €1.000.000, затоа што се 80 милиона луѓе. Ние како помала држава помалце пари даваме и тоа е, мислам дека е разлог исто така дека ако се представуваш дека сакаш да влезеш у Европската Унија, ќе мора и на Евросонг да учествуваш на сите тие манифестации кои се европски.